Вработен во МВР предупредил дека ќе има крвав напад на униформи или цивили пред да се случи масакрот кај Смилковско езеро. Во новите транскрипти што ги презентираше обвинителството во случајот Монструм, има разговори и СМС пораки во кои полицаец се жали дека за неговите предупредувања и сомнежи за сторителите никој не бил заинтересиран. Им кажав и дека Никола, Кизо, Синиша знаат, им кажав уште пред 20 дена дека ќе има напад за да се промовира таа група, напад на полициска станица или на цивили. Да, правевме муабет. Им кажав за групата, не веруваа, и дека еден од сторителите е со иницијали ББ Албанец, запамети го ова, не знам дали да ја пласирам информацијата, затоа што никој не ја ферма. Во следниот разговор истите лица зборуваат за идентитетот на нивниот бивши колега, кои веруваат дека е еден од убијците. Како се викаше тој што го уби специјалецот во Маџари, нели имаше исти иницијали? Да, Бакшим Байрами. Размислувал како Алкаеда, ама делувал полициски. Убеден сум дека е тој. Не знаеш веќе каде да се обратиш и да се обратиш кај некој, можеби тој е замешан. Правната застапничка на семејствата на убиените изрази револт од она што беше презентирано и од неажурноста на безбедносниот сектор, кој наводно се оглушил на предупредувањата. Родителите ова што го слушаат, значи стварно се вознемирени. Мислам дека и кој да е, ќе биде вознемирен, затоа што на виделина некој нешто знаел, меѓутоа тоа нешто многу вешто го сокривале. Зошто? Па како може ние да немаме една сигурност во оваа држава да живееме, така? Повеќе од 600 транскрипти со кодирани имиња покажуваат комуникација и меѓу безбедносните структури, но и лица кои биле повикани на разговори во полицијата по убиството. Во еден од нив непознати лица зборуваат. Не смеам со ова што го имам да излезам од дома, со оваа кола. Немој навечер. Во право си, ќе дојдам порано. Одбраната на обвинетите, иако првично ги оспори транскриптите, бидејќи од нив нема аудиоверзија, сепак смета дека ова е доказ дека обвинетите се невини и дека постојат други извршители. Знам од кои телефонски броеви контактирале овие обвинети. Тоа го знае и судскиот совет, тоа го знае јавното обвинителство и дефинитивно тоа се броеви на други лица кои се, мислам, задача сепак на јавното обвинителство да ги детектира. Меѓутоа и ние како одбрана ќе се потрудиме да дојдеме до некакви докази или индиции барем. За потеклото на транскриптите на идните рочишта ќе биде повикан да сведочи разузнавачот Звонко Костовски, кој ги предал како такви во СДСМ. Родителите на убиените момчиња пак прашаа дали премиерот Заев предал се што имал во обвинителството и го повикаа да се појави како сведок. Судскиот процес го нарекува политички пазар, критикувајќи го и долгогодишното чекање за екстрадиција на прво обвинетите од Косово. Министерката за правда Рената Десковска пак во писмена реакција тврди дека 3 пати барале одговор од косовските власти, но немало реакција. Детално објаснување од неа за процесот за екстрадиција најави дека ќе бара и судот.